Моделирањето е една од најперспективните професии. Тоа може да го потврдат и Autodesk Македонија и Кумев Брадърс продукција, каде што голем број на млади луѓе се интересираат за курсевите кои ги нуди оваа школа. За старт, за да ве запознаеме подобро со 3D моделирањето, ќе започнеме со ред. Што всушност представува 3D моделирање и што се представува со него? 3D моделирањето представува виртуелно представување на работите во компјутер пред тие воопшто да постојат во реалниот свет, за да може клиентот или тој што сака да го види тоа, да види како би изгледало тоа во реалноста пред да се направи. Неговата примена е скоро во секоја сфера во општеството. 3D моделирањето наоѓа примена во секоја сфера од општеството и од животот. Најзастапено во нашата држава е во архитектурата и во дизајнот на мебел, каде што се прави визуализација на просторот пред тој да се направи изградба на згради и други објекти, се визуализираат пред тие и воопшто да постојат. Се визуализираат и интериери и екстериери. Меѓутоа, 3D како 3D наоѓа примена во секоја сфера од општеството, од машинството до дизајн на продукти и правење на реклами преку 3D-то за на телевизија, до медицината и до сите други сфери од општеството. Каде се наоѓа Македонија со 3D моделирањето во однос на светот? Јас мислам дека се наоѓаме на едно доста високо место во светот во 3D моделирањето и 3D индустријата целокупно, затоа што постојат и фирми во нашата држава кои се на многу високо ниво, кои што работат и со Холивуд и со други реномирани студија од светот, каде што се работат и видеоигри и филмови. Конкретно, тука имаме курсеви за сите сфери од 3D област, за сите 3D области, односно и изработка на цртани, и изработка на филмови, и моделирање, и се разбира визуализација на простор, тоа е архитектурата, тоа се посебни курсеви, 3D Max, Maya, AutoCAD, Autodesk Matbox имаме, и сите тие представуваат еден дел од палетата на Autodesk, фирмата од Америка. Што е потребно за старт со курсот? За да почнете со курсот, треба баш буквално само да знаете да го палите компјутерот, затоа што почнуваме од нула, и курсот е прогресивен. Почнуваме полека за сите да влезат во целата материја, меѓутоа после е прогресивен и многу убрзуваме за да стигнеме до едно доста завидно ниво, каде што сите за 2 месеци, односно за 16 доаѓања, 8 недели, постигнуваат, односно создаваат еден краен продукт кој што се разбира влегува во нивното портфолио. Ова е иднината. Инструкторите велат дека може многу лесно да се најде работа по завршување на курсот со 3D моделирање. Постои голема можност да се најде работа, посебно сега и со поврзувањето преку интернет, преку тие онлайн апликации за соработка на луѓето од целиот свет. Така да секој кој што е доволно спремен да вложи и да работи и да се ангажира во врска со 3D-то после курсот се разбира, може да си најде работа без никаков проблем. Има добра заработувачка, се разбира тука квалитетот многу доаѓа до израз и варира самата заработувачка во зависност од квалитетот. Интересот е голем и на помлади генерации, но и на повозрасни кои имаат потреба да научат нешто ново или да го надградат своето знаење. Се интересираат и мали дечиња, имаме и детски групи, 4-5 групи веќе поминаа. Тоа се малечки дечиња околу 10 годишна возраст и тие се покажа како доста добра група за работа и затоа што многу брзо напредуваат, они веќе се многу лесно им работат на компјутер и многу брзо го совладуваат програмот, односно материјата ја совладуваат. Сега за возрастните групи немаме некоја конкретна граница, меѓутоа вака границата би била некаде околу од 16-17 години па до нема, горна граница не постои. Искуството на веќе оние кои се почетници или пак веќе го завршуваат курсот во најразлични области е позитивно. Јас сум моментално упишан на AutoCAD. Тоа е програма во која што обично јас сум запишан на архитектонски факултет. Работам на програма AutoCAD во која што ги цртаме нашите проекти. Исто тоа се запишав јас со цел за подобро да го сознавам програмата. Да, јас сум на архитектонски факултет. Ова е голем дел од нашето учење, бидејќи понатака во животот све ќе работиме на овој програм и потребно ни е
освен предавањата на факултетот, потребно ни е поголемо знаење и затоа одлучивме да дојдеме на овој курс. Првично дознав за нив од препораки од претходно од пријатели и колеги од факултет што биле. По занимавање и струка сум дизајнирам мебел на интериер. За максот и веројат во комбинација знам дека се како нешто најдобро што може да се извади во дизајн, архитектура и анимација и така натаму. И од таа причина се одлучив да дојдам да го посетувам курсов. Јас сум Трајче Митев, студент на архитектонскиот факултет и за овој курс, тоест овде студирав и научив 3ds Max. Го користам во пракса за работа на интериери, со тоа што и моментално се занимавам, значи одма после завршувањето на курсот почнав пракса и така да во врска со курсот сум премногу задоволен. Здраво, јас сум Ивана Лазаровска. Како финален проект на овој курс изработив куња, односно интериерна куња за мали простори, што е предизвикнели на ова денешно време. Се запишав на курсот затоа што поседуваме фирма за изработка на мебел, па сакав сега на некој начин да, покрај тоа што изработуваме, да почнеме и да дизајнираме свој собствен мебел, со цел да ми се понуди комплетно решение на сите оние кои што реновираат, уредуваат или прават нешто во својот дом или деловен простор, без разлика што и да е во врска со интериерот. Јас сум Дафина Димитриевска, по професија сум дипломиран архитект. Работам претежно интериери. Тука го изучив овој курс за да може да како што оди технологијата напред, за да може да се устручиме малку по-добро, за да изработуваме по-фотореалистични рендери, за да може на клиентите да им доловиме точната атмосфера во однос на уредување на интериерот. Искуство сподели инструкторот кој е горд на своите ученици. Јас сум Павловиќ Кристијан, сертифициран инструктор, односно тренер по 3ds Max со професионал диплома. Во школото Autodesk Македонија сум 3 години, школото постои веќе 8 години. Моментално имаме додела на дипломи на курсистите кои што успешно го завршија курсот. Има доста голема заинтересираност и нашите дипломи доста ги важат и во нашите фирми, а и во фирмите во странство затоа што се светски признаени од Америка. И исто би сакал да напоменам дека станавме АЦЦ и АТЦ, односно авторизиран тренинг центар и авторизиран сертификационен центар за Adobe, значи Photoshop, Premiere, After Effects и така натаму. Инспирацијата секогаш постои, но треба да ја најдеш работејќи, кажал Пабло Пикасо. Инспирацијата сите овие момци и девојки ја имаат, а работејќи се стекнаа со искуство плюс и диплома која им гарантира успех. Пораката е да не се подпираме на туѓата инспирација, туку да ја одбереме нашата професија, и тоа со верба во сопствената инспирација.